Вести на Канал 8. Добар ден. Богата програма со културни, спортски и рекреативни содржини најавува општина Виница по повод одбележувањето на 74 годишнината од ослободувањето. Настаните ќе се организираат во текот на 4 дена, со што по подолг период ќе му се даде поголемо значење на 31 август, денот кога Виница на крајот на Втората светска војна е ослободена од фашистичката власт. Локалната самоуправа на Виница ќе биде носител на 4-дневните културни и спортски содржини со кои ќе се одбележи 31 август и 74 годишнината од ослободувањето. Настаните ќе се одржат на неконвенционални локации со специфичен амбиент, со намера тие да заживеат и да им се даде нова димензија и значење, беше речено на пресконференцијата што ја организираше градоначалникот Ивица Димитров со своите соработници. На 30 август, четврток, стартуваме со несекојдневен амбиент на Виничкото кале, а тоа е концертот на групата Даутовски. А како увертира на овој настан, ќе проектираме филм по повод 40 години од откривањето на теракотните икони во комбинација со изложба во организација на Музеот Теракота. Наши специјални гостини на овој настан ќе бидат двајцата долгогодишни истражувачи на Виничкото кале, археолозите Коста Балабанов и Цоне Крстевски. Во петок на 31 август продолжуваме со промоција на еден значаен научно-истражувачки труд од нашиот сограѓанин Гоце Георгиев. А во поладневните часови следува забава за најмладите со театарот Колозов од Скопје, кој ќе настапат со представата Али Баба и 40 разбойници. Продолжуваме во галеријата Венеција со поддршка на општина Виница ќе биде отворена и првата самостојна изложба на нашиот академски сликар Милевој Симеонов, а крајот на месец август ќе закружуваме со целовечерен настан, реанимација, настан со акцент на македонската алтернативна сцена, зад која стојат група на ентузијасти од креативниот простор Space and I. Во рамки на настанот реанимација ќе настапат поголем број рок групи од Македонија, а ќе биде отворена и изложба на плакати и импостер од Марија Иванова. Програмата за одбележување на денот на ослободувањето на Виница ќе продолжи и на почетокот на септември. 1 септември ќе биде ден исполнет со рекреативни, спортски и музички настани. Во раните утрински часови или поточно во 9 часот од градскиот стадион во Виница ќе најавиме првата ревијална велосипедска патка или тура на релација Виница-Калиманско поле Виница. После овој старт започнуваме со традиционалниот детски куп во мал фудбал Венеам куп 2018, во кој ќе учествуваат деца од различни генерации. 19 часот ќе имаме целовечерен музички спектакл на плоштадот Ангел Винички, на кој први настапуваат групата Игуано, пошто следува голем концерт на нокаут, а ова вечер ќе ја закружиме со диџеј Ерик. Настаните со кои ќе се одбележи денот на ослободувањето на Виница се организираат за прв пат по неколку децении, а за покривање на трошоците се обезбедени финансиски средства од општинскиот буџет, како и поддршка од локалните претпријатија. Платежната агенција ќе организира средби со земјоделците од повеќе региони на кои преку консултативни презентации ќе им ги представи можностите за поддршка преку мерките од ИПАРД 2 програмата. До сега се склучени договори со кои се искористени средства во висина од 12 милиони евра. Земјоделците и сите правни лица кои директно се поврзани со земјоделските активности ќе можат да се запознаат со можностите за искористување на средствата од европските фондови што им стојат на располагање, а за што Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството ќе организира и соодветни консултативни средби. На состаноците ќе бидат објаснети можностите за модернизација на земјоделските стопанства, за поддршка на преработувачките капацитети и диверзификација на бизнисите и руралниот развој, при што на располагање стојат средства од ИПАРД 2 програмата, како важна финансиска инекција за домашното стопанство и земјоделство. Преку овие програми ние овозможуваме директно да дојдеме до подобри финансиски резултати, односно да се поевтини самиот начин на производство на производите, а преку земање на современа опрема и механизација и во примарното производство, и во преработувачките капацитети, да го зголемиме извозот на готов македонски
производ на пазарите кои што ни се отвараат во овој момент. Заради тоа Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој ќе стори се заедно со Министерството и со владата да овие средства максимално се искористат, да дојдат на консултативните состаноци кои што во наредниот период ќе ги одржуваме и да очекуваат во најскоро време нов повик за ИПАРД програмата, каде што во сите три мерки седат и чекаат нови дополнителни финансиски средства и така на тој начин да ги стигнеме тие 60, односно 80 милиони евра на искористени средства, директна помош во македонското стопанство. Директорот на платежната агенција информираше дека преку ИПАРД 2 програмата досега се склучени договори за искористување на повеќе од 12 милиони евра од европските фондови. Тоа значи дека остануваат уште значителни средства на располагање на земјоделските производители. За организирањето на консултативните средби, земјоделците ќе бидат дополнително информирани, посебно за времето и местото на нивното одржување. Жителите на 6 улици во градот Виница добија асфалт. Конечно се асфалтирани и реконструирани. Се најавува реконструкција и на уште неколку улици во најфреквентниот дел од градот. Жителите на улиците Рајко Жизифов, Јане Сандански, Видео Смилевски Бато и 4-та македонска бригада деновиве конечно начекаа асфалт. Општина Виница за оваа активност издвои повеќе од 10 милиони денари, средства од сопствениот буџет за заокружување на оваа прва фаза во асфалтирање улици во градот и населените места. Покрај асфалт, во тек е реконструкција на најфреквентната улица во градот и Линденска, во вкупна должина од 400 метри, а ќе се реконструираат и 300 метри од улицата Братство и Единство. Според градоначалникот Ивица Димитров, со овој тендер планирано е асфалтирање на 2800 метри, од кои 1600 метри само во градот, а останатите 1200 метри се планирани во населените места Трстија, Блатец, Јакимово, Лески и Градец. Според најавите, овој градежен зафат ќе се заокружи до средината на септември. 132 слободни места во гимназијата Љупчо Сантов и 287 во Гошови Кентиев има по завршување на првиот и предпочетокот на вториот уписен рок, кој што ќе биде на 23 август. Резултатите ќе бидат објавени на 24 август. На 23 август, четврток, е пријавувањето и запишувањето на учениците во средно образование во вториот уписен рок. Во Средното општинско училиште Љупчо Сантов во првиот уписен рок имаше пријавено 140 ученици. Во Гошови Кентиев во првиот уписен рок во двете пријавувања 155 ученици. Тоа значи дека и во двете средни училишта во Кочани за вториот или августовски уписен рок има доста слободни места за упис на нови ученици, бидејќи во гимназијата годинава има место за 272 ученици распоредени во 8 паралелки, а во Средното училиште Гошови Кентиев со новите профили воведени од лани 442 ученици распоредени во 13 паралелки. По струки состојбата е следнава. Во Гошови Кентиев најголем интерес идните средношколци пројавиле за електроструката, каде што се имаат пријавено 87 ученици, 33 за сообраќајната струка и најслабо годинава за машинската струка, или вкупно 35 ученици. Во гимназијата Љупчо Сантов поголема заинтересираност учениците пројавиле за економски техничар, за што се имаат пријавено 77 ученици, а во општа гимназија 63. Со оглед на тоа што годинава во Кочани има околу 320 завршени деветооделенци, до крајот на уписите не се очекува драстична промена во однос на бројката на пријавени ученици. Пријавувањето и запишувањето во августовскиот уписен рок е на 23 август, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 24 август. Критериуми за избор се средниот успех на ученикот од 6 до 9 оделение, како и средниот успех постигнат по 4 предмети, мајчин и странски јазик и 2 предмета што се од значење за струката, средна вредност од поени за поведение, како и дипломи од освоени места на државни и меѓународни надпревари. Заради топлото време и зголемената фреквенција на луѓе во централното градско подрачје, комуналното предпријатие Водовод воведе и трета смена на собирање смет и празнење на контејнерите. Ваквото сменско работење ќе трае се додека има потреба од тоа, велат од предпријатието.
До лани вработените на комуналното јавно предпријатие Водовод што работат на собирање смет работеа во една смена. Од нова година се воведе и втора смена. А во текот на летото, поради изголемениот број луѓе, а со тоа и количина на смет, Водовод воведе и трета смена на работници за собирање смет. Целта е понавремено и почесто собирање смет и празнење на континерите, дополнително заради топлото време, велат од предпријатието. Во делот на комуналната хигиена, август месец, поготово кога сега имаме прилив многу на луѓе овде во градот, воведовме, покрај тоа што имавме 2 смени за собирање на континерите во централното градско подрачје од плоштадот до автобуска станица и од плоштадот до дуплиот мост кај гимназијата и на делот од улицата Димитар Влахов во Стришани до Пераклија, место викано Пераклија, значи веќе воведовме континерите ги собираме во 3 наврати, односно воведовме 3 смени. Едната смена е утринската околу 3 часот, втората смена е околу 13-14 часот и третата смена е после 17 часот. Се со цел за да бидејќи се ствара многу ѓубре, многу смет, многу развлеченост, многу луѓе, да не се преполнуваат континерите, да не дадеме лоша слика во градот, воведовме 3 смени во централното градско подрачје. За останатите континери од 1,1 метар кубен воведовме секојдневно собирање на сметот, независно дали се работи за централно градско подрачје, за периферија или сништо. Значи одиме со секојдневно собирање на континерите. Ваквото сменско работење, велат од Водовод, ќе продолжи во наредниот месец, се додека има потреба од почесто сервисирање на сметот заради високите температури, со цел превентива од бактерии и смрдја и зголемување на комуналната хигиена во градот. Платнени торби со пораки за чување на животната средина од пластичните кеси им подаруваа на граѓаните на Кочани волонтери од Турција. Нивниот престој овде е дел од студентската размена што ја организира Сдруженијето на млади правници Павел Шатев од Кочани, а со активности ќе продолжат и в четврток. Рачно изработени торби од платно добија поголем број граѓани на Кочани како подарок од волонтерите од Сдруженијето на млади правници Павел Шатев, кои доаѓаат од Турција, а овде престојуваат извесен период. Торбите ги изработиле со поддршка од локални текстилни компании, а главната идеја за активноста е да се упати порака за зачувување на животната средина, односно да се намали користењето на пластичните кеси. Во Македонија се употребуваат повеќе од 1 милиарда пластични кеси годишно. Штетните состојки од нив трајно ги уништуваат природните ресурси и остануваат во храната која јадеме, водата и воздухот. Подотоците велат дека една кеса се користи во просек 12 минути, а се разградува во следните 1000 години. Сдруженијето Павел Шатев и Евец во соработка со текстилните фабрики Алекс од Кочани, Делта Текст и Алма исто така од Кочани и Јаја Меслер од Штип и овој пат реализира доста креативна и акција од голем придонес за намалување на употребата на пластичните кеси. Нашите интернационални волонтери, заедно со локалните волонтери, сошија над 500 торби од материјалите донирани од текстилните фабрики. Заедно со платнените торби, волонтерите делеа и флаери како повик до граѓаните на Кочани да им се придружат во акцијата за чистење на околината на браната градче, што како активност е планирана да се реализира в четврток 23 август. При тоа дел од нив и лично упатија апел за чување на животната средина. We should use paper bags instead of plastics to protect our nature and environment for many years. I think that these bags that we made are really important for the environment, and I hope that people will really use them and won't use plastic bags. Every people should be conscious about the protecting environment. Because of that, we have to think twice before consuming. Активноста за делење на платнените торби волонтерите од Турција ја реализираа на неколку локации во Кочани. При тоа, иако дел од граѓаните одбиваа да го земат подарокот, волонтерите рекоа дека се задоволни од одзивот и изразија надеж од и дел од оние што добијат торба ќе им се придружат в четврток во акцијата за чистење на околината на браната градче.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатна вечер. Довидување.